Време е за најновото издание на Срце на дланка. Добар ви ден, моето име е Оливера. Верувам дека сите вие кои што имате тежок живот и тешка животна судбина веќе знаете дека треба да се пријавите на нашиот телефонски број 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се смета дека зборовите треба да ги користиме за три цели: да благословуваме со нив, да ги охрабруваме другите и да излекуваме. Јас знам дека со зборовите, но и со делата, можеме да го смениме и животот на двете семејства кои што ќе го стават на Срцето на дланка. И денес со екипата сме пред еден нов предизвик, но ќе бидеме заедно пред нов предизвик откако ќе ја слушнеме тешката судбина на едно семејство. Семејство кое живее во тешки услови и кое бара помош од сите нас. Роберто Митев можеби е момчето со најубави жилби, а најнесреќен живот. Роден е и пораснат во селото Павлешенци со соништа кои се топат пред секојдневниот селски кошмар кој го живее со семејството. Сиот живот тој и семејството работеле земјоделие и сточарство, но последните 2 години работите почнале да се движат по надолна линија. Почвата станува неплодна, ја губат социјалната помош. Роберто, сакајќи да донесе денар плюс дома, оди да работи во Скопје. Таму сериозно се разболува. Се разболува и мајката, која освен што добива 2 мозочни удари, го губи и видот на двете очи. Како капак на се, им умира и стоката од која ваделе пари за леб. Денес Роберто и родителите не се во состојба ниту да пливаат во семејните проблеми. Удамна се дават во непредвидливиот хаос кој им го сервира животот. Домашните работи ги извршува таткото, а сите заедно јадат еднолична храна со месеци и се молат да не надојде тешко невреме како она во нивните животи, па да ги затрупаат циглите за секогаш, зашто во оваа стара и дотрајана куќа нема агол и дупка од која не тече кога врне и дува. И знам дека иако Роберто вели дека како е пишано така ќе живее, сепак верувам дека ова момче во некој идно време ќе се избори за место под сонцето, ќе успее еден ден, благодарение на сите нас ќе ги раскажува сегашните тешки времиња како едно лошо минато, кое го победил со многу храброст, ентузијазам и илузии. Денес сме во Цветениколско Павлешенци, село кое што е можеби заборавено од народот и село во кое што нема млади луѓе. Сепак едно момче веќе неколку месеци ни пишува, сакајќи да излезе од агонијата во која што живее со семејството. Станува збор за 25 годишниот Роберто Митев. Добар ден. Оливера, Срце на дланка. Јас сум Роберто. Веќе неколку месеци ни пишуваш, сакајќи да го ставиш Срцето на дланка и како што се приближуваме кон ова каде што ти наводиш. Па ете, кујката ни Јасно ми е. спадане веќе. Не се живее, мајка ми не може, ни види. И ја не сум добро со здравието. Што ти се случува тебе, Роберто? Па имам вадено од берите дорови, вода имам вадено. И се имам нешто по време и со срцето не ми како што треба. Не се живее. Тоа е причина поради која што не можеш да работиш? Да. Не сум спремен за физичка работа, не сум. Зошто не викна? Па за помош, ако може некој до народ да има, да помогне. Бром 2 соби да се направи, зашто кујката веќе ке падне. Она веќе почна и да пада, зидове опозади испаднато све тој. Испуцани се веќе зидот е испуцан тој. Тече од сите страни тече. За нигде кај, рошо е. Во колку соби живеете? Па, у една живееме јас, мајка ми, татко ми тука. И таму јас спијам, тука брат ми горе спие. Зашто тука не собира сите. Овдека е претесно, Да. веројатно. Еве, поверете, ке видите. Да, тука има стока чуваме тука. А тука се козите? Да. Само кози чувате? И тие 2 кравчики, кои моја се мради са тие. Од нима не се изведе додек беа старите, но сега има некои све тие работи. Сега како тие старите, нема се живот. Немате приход воопшто? Нема нигде. Нема, само тоа брат ми што
Со зимот што направо не се живее. Па како го поминувате денот и месецот? Па со криза. Како што и кажа по телефон, со криза нема се. Сведно исто се поновuje. Веројатно немате ни избор за јадење, Па храна. нема, не. Еве, мајка ми не види тука. Мајка ти, што и се случува? Да ме го шеќерот. Слуѓаме, викам да не се качи. Па не е добро. Не види. Добар Секер ден. има. Добар ден. Што правите? Ете да пробам шикер да испитам да не ми се е качило. Имате шикерна болест? Да. Веројатно и ова ви е дополнителен стрес. Да. Ова е Да. најголем стрес, не може да Чекай, биде. Криза. Овде се живее. Овде све се врси и како и копатиро и све едно е. Нема Така се. вие идеш на високи изнет. Нема се криза. 19-3. Да, качи. Да, качеме од Савари беше 12 со 30 и 19 со 3. Качува се. Не е добро и он. Нема се од нигде кад нема Не клима. возат од све се качи. Лошо е. Те малку Од сите страни сте Од сите ударени. страни смо откружени со лошо. Нема се. Со направото не се живее. Кој работи? Па само брат ми работи. Ја не сум за физичка работа, не сум. Не сум добар. Како што и кажа, тој докторот ми кажа до 2 години не смем да работи физичка работа. Па саки и со срцето некој по време искочи. И то лошо е. Што би ти била најголемата жилба? Па големата желба ми била да оздрави и да има некои 2 собчики, да како секој што има, тако и ја да имам. Секој номаран човек да има. Вода се. Кризата и тешкиот живот ќе го натераат Роберто Митев да се пријави и да го стави своето срце на дланка. Роден е израснат во Светениколското село Павлешенци, а за себе ќе каже дека бил среќно дете. Можеби не се сеќава на нов мебел и зидови, но во минатото ќе рече тој, не течело додека врнало. Денес, вели Роберто, сликата е тажна, куќата е веќе распадната и веројатно ќе трае така додека не падне првиот посилен снег. Бројот доној што не е паднала. Оно зидот е напет со ја распуцан. Може, ако падне некој снег погрем, може да не потрупа сите унатре. Тука си роден во Да, тука. Тука си израснат. Да, тука све сум, тука израснат све. Што паметиш од твоето детство? Па паметам. Беше ли среќно дете? Па беше тај, со мајка ми, со татка ми, беше тај. По друго беше, по се живееше некако. Имаше некако живот, се нема виш. Со криза навишка на паднат. Колку деца имате? 3. На која возраст ви се децата? Па првото ми е на 35 години, девојчето ми на 30 и овој мали е на 22 години. Како ги раставте децата? Дали тогаш беа тешки условите кога беа мали? Сиромашки. Тогаш малку взимаше социјално и со тоа социјално ги препитаваше децата. Знаеш како е самото, некој земеш убаво млеко ти го продаде, некој ти даде измешава со вода. Сакој. Плаќа, ga плаќаш како што иде онаа. Сакој сум живеел. За колку месечно живеете? Имате ли било каков приход во месецот? Па тоа што приход, како приход? Нема приход сестра, тоа е. Немате ни еден денар приход од државата? Не, тоа што сум взимувал социјално, после ми татко ми како ми препиша земја и нема со што го обработуваш. После ми скинаа тоа социјално и така. Але друго беше, идеше така народ имаше, куде тебе ќе работи, куде njega, куде некој. Негде пари зема, некој ми изорете на садо грашче, бостан, муморуска, на сеју пченица, па си смелем брашно. Некако идеше така, ама сега овие 2-3 години навише западнамат како ја им прекад го доби. Порано, не ти викам, имаше
Рачун работал куде ногама, имаше и народ куде кога да работиш. И тутун сам садила, и сланутак, продаду сланутак, продаду тутун, купу на деца облекло, купу книги за школу. Сега нема. И така и врнеше и раѓаше се, за кјага 10 години не врне. Од што ќе се роди? Ја го на кормиче го бъснеш, па токолко го насадиш, токолко го извадиш од земја. Да не купуеш ни тоа. Ништо не бија без вода. Де вода нема, највеќе не е битно и водата, што вода не јама. Во оваа куќа дојдовте како невеста, тука останувате? У таа горната невеста дојде, овде живееше свекар ми, свекрава ми. Кад починаа старите, така ја се преселија овдека. А до тога и старите седеа овдека. Ја ги дочуваа, ама они се доаси ту и ја си седеше гор. А таа куќа сега? Да, падната е гор. Таа е падната. Падната е падна. Детето седи таму, тоа едното сопче, оно падна. Све падна, све тече. Све ханте погине. Ја знам дето како влаза, како искаче, викам не дај Боже, ќе се сруши. Ќе го поклопи. Да, на вас шо беше малце тој не е бил како шо е. Било е малце подолу, но сега време по време, оно све си, времето си прави својато. Посна да се спава. Оно тука од тој тече, од таму тече. Осек дека почна да тече, нема живот. Со сра дрегнеш, со сра станеш. Дува ветер од тука. Нема лошо е. Во трка по поубав живот, Роберто еден ден носи одлука да замине во метрополата, каде печелејќи за леп, за краток период ќе биде принуден заработените пари да ги вложи, за да си го врати назад здравието. Што ти се случува? Па од берите дрова извадија ми, вола ми вадија. Па сак почна овде околу срцето нешто ме боли. Беше на доктор, беше кажаа дека не ми е како што треба срцето, додеја ми некои апови пиво. И таму треба да ги пиво 3 месеца, па да идам на контора да видиш за срцето, зашто мо ми бие. А од што ти се случи тоа? Така си роден А, или ти се не. случи од некој стрес? Докторите ми вика дека од физичка работа некоја. Повредено на тие, како ги вика, амарометно. И вика да тоа е вика дека напунна работа. И си добил вода ви. А што работеше? Па околу стока нагоре. Работеше со стоката. Да. Што стока имавте? Па имавме тие две краи, тие 3-4 кози беа. И со нив вода на расно со кофа. Извадиш, напоеш ги 4 пати, пиев. Ти мора да извадиш да ги напоеш. Бунарен е чесма. Лошо беше, криза, оно и саке криза, и за вода, и за сега криза. Лани правеше операции, му вадеа на белици дрова и вода му вадеа. Па не знам, идеше на работа, појде да иде Боже да печали. С едно другарче го викнаа у Скопје, ја не знам баш и ја да ти кажу, он може памти. И дојде се, јави ми се, мамо, ја ќе си дојде. Како? Не жалено, кажи ти дека не, ако ново идете што да ме пречекат. Зема стаку, да там доле ти да пречеках, доведога. Мамо, ја ич не можу. Добре си, не можу, мамо. Ја се бе син кој ќе биде. Доведога дека што да му работи. Температура горе. Дрма се вако, цела кревет га љуѓе. Викнем тоа на ушиче. Однесомо га на лекар. Ударено инекции. Донесоа га дома да га качу туј на крај, тоа ми се не чистиле. Однема га дека, едно викањето. Робче. Неко време се освести. Па брзи помој викна, однесомо гостини коле. Да му стави фузија, па на руки ми падна, па се не свести. Тоа сам пропатапела. Доста вика ми живало лошо. Кога животот ви зависи од стоката, толку ќе се приврзете за неја, што и после неја ќе жалите и молите никогаш повеќе да не ви се случи таква несреќа. За жал, последните 2 години само несреќи се случуваат во домот Нова семејство, а покрај болестите на Роберто и мајка му која е слепа, можеби најголемата несреќа и удар врз семејството е смртта на 2 крави кои го носеле единствениот приход во касата на овие луѓе. Од кравите нешто валело нагоре, се гнева како не се деси со кравите, едната рано умре. Во едната ваа година нема.
останаа тие малите од него. И тоа е, нема. Веројатно би бил пресреќен кога Да. ви се дала шанса нови крави да чуват. Да, бил да шува. Да, како си идеш но сакам ја да имам, но нема толку колку ти е писано, толку ќе имаш. Тоа се докажано од време. Иде, па и кравите ми умрува, па навече по краите се првргна. Знаеш, со нешто кад живееш, и тој те руке скиде, викам, куде е најтако, па и тој се све скина, викам, како па све нас несреќеност најде. И те тако е, млекце носи, продавам и сирење си сиреше, кад млеко продаду, кад тирење продаду, презема се за куќа што ми треба, на дете даду, на унучиња пружу, по некој дел баба сам, а сак нема дека, нема ни за мене, не на унучиња. Правија се роѓендани, баба нема пари да ја даде. Мотура прави девојчето, пола мотура, сега е прва година у средно у Куманово учи. Пјерка ми е у Кокошиња даде, они се под Куманово. Си вика, првата ми можеш се вали 10 кг млеко и највеќе изнудам 10 кг млеко на 2 дена, 40 кг млеко. Носеше, учи Коđак дојдеше од Куманова. Јас насам не на првата уличка, на втората уличка, кога сте легли в село. И отидот, зама те, пуштат на 15 за на пари, пуштат, плацав си сметка, купу си џак брашно, купу на бабата лекови, за укуќа што ми треба, зејтин, брашанци си викам си купеш, сол, лекови купеш и на мали себе, па јоми, тоа да довака. Среќен ли се тука во селово со ваквиот селски живот? Па да, убаво е, само што немам шарет, с којката ке падне още некој дом. Каде спиеш ти? Па таму спи, у тоа сопчето. Да. Какво е тоа сопче? Па мало е, и тоа. Мало е. И таму тече, кога се ке загорене, тече од двете места тече, кај брат ми горе и тама и што. Таа од не одел паднал. Сега посна и вајнава каде се спада. Да падне некој по-голем снег, готово. Ке падне све каде за труп. Ке нема да се спасам. Оно кад ке регне да спиеш, може тоа и да се деси да падне. Куќата да не падне, да не ми ги подскупи. Горе све е паднато, доле тече, и овдека јага некнете там претече, на шпорета, таму претече исто, ке падне, тура дрва, подпирamo, зашто са тие календари? Да не штрчи тие дупки туда, не се гледав. Срам ме другорчиња доваѓав на деца. Пари се нема да го направим, освен направата не се живее. Само брат ми е работ. И он дека поправо да ги даде. Дари за струја, дари за едене, дари за мајко ми за лекој, дари па за мене. Ја пил 2-3 врсти на лекој пил. И нема се, криза е голема. Додека беа кравите, он го прате, или он го прате струјата, или ние го пратеме. Или ние го пратеме струјата, па он вземе за едене. По-друго беше така. Ама сега како ти иде и двете крави, нема. Нема шо дека. Нема дека, ништо нема. Од нигдека нема приман. Како се бањат? А тука у корито. Згрееме вода. Тука на споретата ти и тука. Си од живот така? Па да. Од како од бебе па до сега. Згрееме вода овдека во Вајсопче. Мајка ми и татко ми брат ми изрезат. Едни па едни се избрањаме. И тоа е, нема. Нема дека. Купатело нема се пари да се направят. А тој се бањав, тој кад е убаво време, искочи таму надвор, изведеме дело таму, нако да раат надоле, прошетам, он се измие. Кад ќе се измие, ајде мамо, дојате си, ја се измие. Он кад ќе отиде на работа, па мама се измие, па ми надвор искочим, а кад е многу студено, па каде на студ ќе се бањи. Од лани и мајката не е добра. Да. Тоа дополнителен терет во сите. Да, тоа е темот се. Тоа е за нигде. Она први пут доби инфаркт на Лазара, на Цветници шојка. Падна, однесоме на лекар во Свети Николе, од тука упут за Скопје. Однесоме, го оставив таму, да си дојдов. Просто
се седела тамо колку седе, после го спустија тамо, после по други падо бил и фрак. Ама со мало, некој се спаси. Па го носиме со детни во Николе. Немаше динар. Се детни. И ќерка ми се тамо купуваа се што треба. За мама. Носи, донеси, навече, на себе, све. Све он. Немавте денар да ја купите ништо? Ништо не сум ми купил, све. Скажи кога своја сестра. Sve oni troškovi stava, nosi sabale, nosi me večer na infuziji, sve on. Pa greme od unučenja pare, vikam, namjesto na djeca da kupe, on po meni gi dava. I oni nigde ne rabote, od kravi žive. Nema mnjenja zemlja, rabotim na kesi mnivi. Kude ponem preti on, da li mene da gleda, da li familija treba se ugleda, da se zbavimo ravno. A glavata mi brči kako bumbari da ima njuma, kad će se iznervira. Evo ovaj strana, buči mi. I otruse od lijekovi, da doam izolin, da se backam. Ukina mi ga sada, nemam osigurovka. Nemam pare da plato od deka, sakam ja da plato, ma nema, mama ne te verujem deka nemaš. Татко ми sve прави. Он пере, треба он прави. Sve on работа, ja lepka, ako meso se gnide ka njega meso, on gleda i mi kažuje. Tu i brašno ima, tu i ima, ja ga za meso, on mi sve kažuje, ja meso. Kad će Stasa pogledne vanga, čeka ga da ispuni vanga, on ne zna koliko treba da Stas ispuni vanga, da ispuni nebad vanga. Prenese mi što mi treba razmesu, stav će mi prenese, tu i drži ga, ja stavu ga lepče, on ga turi tam na tender da pojde i ga peče. Srce mi se kine sestkama, što da činu. To si vikam ženska rabota, lepče, son lepče, pranje. A on vikam isto sak da me pere, kude ga imam, kad ne može, kad ne vidu. Da je drugače sjedno na stolček i si isper, ama ne vidu, ne vidiš kude je prljavo, ne vidu kude da trljam, ništa. Pa после од другот удар што го доби, го изгуби видот од невидење. За да станеш сама, да заметеш, водичка да донесеш, стучи да замиеш, доручок да ги направиш, да ги дадеш да доручкува. Па да ги замиеш тие сучиња, па вечеричка нешто да направиш, па србало да запереш на портал. Па што ќе готвиш? Те грашчине кои го надеш, куп, зелка, тојци, што друго ќе готвиш? Оришчина која надеш, тој. Напред ми беше другаче. Она си биде, ја и вода донесу, она си вечеричка направи, запере си, тие такви работи, јас си бършкам други работи. А сега што, коде понапред, не може да искочу нигде. Најпрво сме да го ставу. Ќе искочи, ќе падне. Со тебе ќе ми отвори поголема белја. Зошто не отидете на лекар за очите на мајката? Па немamo пари да идемо. Знаеш ка идеја, да зетат пари да де тамо. И до. Ама во тој докторот то стив да вајгеше и ги вртеја, а ги назад го вртеја. Нека ја да го пријам. И од тој немamo пари да го закажемо да иде. И кој нега мал се криза дојде сега. И он нема одека. И он има фемерија што се вика. Не може две фемерии да издржаваат. Со храна како е? Па со храна, кад како? Кад има менуемо, кад нема па едно исто се јаде. Што е поевтино, тој се купува ориз, граф, макарони, тие такви работи, што е поевтино тоа. Веќе сте во години тие братти. Да. Сигурно размислувате, сакате и да се жените, но условите нема. Па условите се за негде ќе и таа што ќе дојде, кад ќе види какво е, оно ќе мисли дека е убаво све тие работа, ако е село. Оно ќе мисли дека е убаво, ама кад ќе види каква зидина е, и тоа ќе мисли дека е косалник некој кад. Ќе има одма да се отиде. Нема и да улезе, одма ќе се врати. Човек со жилби можеби веќе е на половина пат во остварување на истите. И покрај повраток на здравието, можеби и најголемата желба на Роберто и неговите родители е 2 соби во кои ќе продолжи нивниот одамна застанат во место живот. Кога би имал некоја сума на пари, во што би ги вложил првично? Па ќе го уложи којката. Којка да направи, ако стане, на бром на 2 краи, ако не повеќе бром на 2 краи ќе сум купил. Да може да
да добива до мојки, да имам мојк да работи. Да имаш некаков приход. Да, некој приход да имам да може да си пека и парта. Да се живее од нешто. За работа не сум посебен, на државно дело не сум посебен. Ама кој дома да имам, ќе си работа, никој не те мава, ни ти стоеш на глава, ни ништо. Дома колку можеш, толку ќе си работиш. Ке поработиш, ке застанеш, никој не те мава, знаеш дека си е твоја. Мора тај работа што го имаш, мора да си го завршиш, друг никој нема да ти го заврши. Ако има некој, ако сака некој да ова народ, ако сака да бран весови да направи, да има како сите што имав. Да не се срама од другари, од твојот. Да еден само да веќе посешто. А од други ако сака некој да дојде, ја лажу и не сум дома нешто, тие такви работи кажу. Кад ќе дојде, кад ќе види што живее, кога не ве све се дедено убаво, кога мене како кориба да е. Од пиратери имам само двајца. Од тие 20 дена не во Македонија, не во Германија. Кога би се вратил видот, би била најсрекна. Најсреќнија ми се чини ќе било, ми се чини Бога ќе го баци, да го докажу. Се само виделото да ми се врати и детето да ми се оправи, друго ништо не ќе. Децата да ги виду дека се очисто. А за мене и тој ќе си сел. Не мора за мене више да има. За децата ми може. На место сак свекрва да бија, мануци да чува. Меракме да имам све, како мои другачки што свика, што има у куќе унесено, зетовци, кјерки што идваја снаи. И ја сакам снашка да имам, ја сакам внучиња да имам. Ама самата вика да се жени, сега како па на куќето, што да го доведа. Ќе се отиде, ќе погледна у што живее. Како ми загине. Не знакам да помислам. Навише куќата ме ја најде друго, како и да е. Кад немаш пари и куќа, многу е тешко. Да има која да урежеш све тие работи. Нема да се боеш дека ќе падне тие такви работи. Нема да се боеш кога ќе забране дека треба да станувиш, дека ќе треба да ставаш тенџери нешто да ставиш да не те поправи. Кога ќе паднеш, нема да се секираш дека кога ќе го настиснеш него згоре, нема да се секираш дека ќе падне. Ќе бил много среќен тогаш. Кога да ти кажа како е Господ, никој не е. Ако е речено од Господа нешто, ако има нешто, ќе има, ако нешто да каже. Многу пати низ животот ќе изгубиме нешто што ни е многу драго. Ќе останеме со празни раци иако сме дале се од себе. Но знаеме дека не смее да се откажеме и мора да продолжиме да живееме. И колку и да боли и да е тешко, сето тоа еден ден ќе помине. А ние, поради различни причини, повторно ќе го засакаме животот. Навистина, постои народ кој што живее многу тешко и тој народ е дел од нашата нација. Ја знам дека сите тука сме заедно да се обединиме и знам дека и денес на едно друго семејство ќе му помогнеме откако ќе ја слушнеме неговата животна приказна. И века добивме со екипата. Живко Змејковски е татко борец за поубав живот на својата ќерка Елизабета, која му е се што има во животот. Роден како личност со хендикеп, прави погрешен избор женејки се со погрешна личност, исто така со посебни потреби и создаваат дете со посебни потреби кое од бебе само ќе го изгледа, вели тој. Елизабета на целата состојба млада доживува и мозочен удар. Живко има само 57 години. Млато станува без работа, како стечаен работник и повеќе не успева да се снајде за да заработи. До смртта на родителите живеел од нивните пари. Подоцна и двајцата му умираат на раце. Тој со минималната државна помош не може ниту да купи лекови. Со ќерката јадат само доколку ги запишат во тетрадка со вересија за да купи суво лепче. Храна јадат ако добијат помош или му дадат некои добри луѓе кои ги има се поретко, вели Живко. Куќата е со необелени ѕидови и мебел стар уште од неговото детство, нефункционални апарати и оџа кој се заканува по нивното здравје. И иако овој човек има желби милион и синоним на неговото име е да живее, сепак овој несреќен татко секојдневно вене и тоне во солзите кои ги лие заедно со својата ќерка.
Денес е прилично студен ден. Некои од вас во топлите домови, а некои дури надвор, но и внатре исто како да се надвор со оглед на студенилото кое што го имаат во куќата. Денес сме во Ракотинци, во куќата на Живко Змејковски, кој навистина има проблем и сака да го стави срцето на дланка. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Здраво, Оливера. Живко. Живко и Елизавета, се пријавивте во Срце на дланка. Очигледно дека имате и проблем што го сакате да го ставите вашето срце на дланка. Каков е вашиот проблем? Па и се бањаме во собата. Во соба? Зошто во и соба? Купатило немаме. Немате купатило? Немаме купатило, со корито се миѓа. Овдека живеете, тука во оваа соба? Во соба и овдека... Искршени ви се прозорците. Гледам и дека е прилично излупена куќата. Сигурно е лоша состојбата и внатре. Внатре се којдата. А имате ли за храна? Како се прехранувате? Па се хрануваме, па така суво ќе јадеме. Имате ли пари за да купите или? Немаме ништо, немаме пари. Немате пари. Може да видиме. Куќава е ваша или? Наша, пола на чичко ми, пола на нас. Аха, поделена ви е. Овие соби се ваши, другите на чичкови. Мој се и тие. Да. Одека ми е спадната мој куќата све. И тоа дичето паднато ми е, и ми иде водата внатре. Ова е сигурно и мебел уште од времето на вашите родители. Ше мајка ми и татко ми е. Шпоретот функционира ли? Гледам и тоа е стар. Не, старија и тој функционираат. Некој пат топли, некој пат чадит, враќат. А што и се случува на Елизавета? И паѓа тоа на несвес, кома. Во кома паѓа. И на далечен напад, и заврти паметот. И А ти дали си добар со здравието? Ми кажа по телефон дека не слушаш добро. И не сум добар, ногата ми боли тоа колено. А и не слушаш добро? И не слуша. А зошто не одиш на доктор? Бев, ама още да платам. Немате зашто да платите? И ова не слушате, двајцата. Немам заби. Не треба се платите забите за Сакате за вилици? вилици. За се нешто е потребно пари, но и за најосновното, за лебот, за храната и храната, и лебот, и треба се ѓубре се платите телефон. Ми исклучат телефонот и струјата. Сметките треба да се платат. Се платит сметки. Земате минимална помош која што не е доволна. Не е доволна помош. Во месецот. За месецот. Живко потекнува од Здуње, македонски Брод. Поради посебните потреби училиште завршил во Златен Сремец. Работел, вели тој, во ресторан во смени, но поради лошите услови на работа често се разболувал. Последици од тоа време чувствува и денес, а веројатно најтешка последица е одлуката да се ожени, ќе каже Живко, со лице кое се заканувало по живот и на неговите родители и подоцна на нивната ќерка. Од македонски Брод, Здуње. Здуње? Таму си роден и живееше? Живеев и 85-та школа тргнав во Драган Пајава, после учев во Златен Сремец. Школата. А потоа доаѓате тука во Ракотинци, фамилиарно? Фамилиарно дојдев на Ракотинци. Која правеше оваа куќа? Па татко ми, чичко ми Никола. Па татко ми на рака му умре. Жолникот беше перинан и доби рак. Тоа, почина на рака. И дур се јавив кај вујко ми, тој почина татко ми. Пред неколку години почина и мајка ти и сега сте сами со ќерката. Сами ќерка ми. Јас се оженив на 26 На 26 години? години, а свадбата на 21. 91. 91 година. Да. А ќерка ми се роди 92. Земате само социјална помош? Не работите? Па не работиме. Зошто не работите? Па и јас се разболев. Бе прва смена и дојдов од работа и ми рекла жена ми, ај тоа ми кај дедати во домослоње. Наго се поселиме. Мајка ми рекла, нека стиги се дојде од работа, нека одморите. Баш ти.
Од работа дошол. И се налутила, тоа удиба по око, мајка ми. Реков ја на жена ми. Чија мајка е да го дираш? И тоа беше причина за подоцна да се оставите? И оставив не, дете го взев не вамо со мене. И дете го за маце да удреше на ми вади закоса мајка му. И не затепаш? Не. Ја бранив не да утепа на детево. Сакаш и не за да тепа? А. Па не ли била мала таа тогаш? Па бе мала, ама одбранив. Кој те исчува тебе? Баба ми, дедо ми, вукица и татко ми. Ја бараше ли таа мајка и кога растеше, никогаш ли не ја побара? Бараше, не чеше. Бегаше по мене. Мајка ми ме тужела. Ме тужела, ја паника патив, вриштев. Зашто те тужеше? Вриштев. Ме тужеше што без причина. Заврши ли сега тој кошмар? Се заврши ли тоа? Заврши тој кошмар. Веројатно поради лошите услови на живот Елизабета немала убаво детство, иако тоа и е најубавото нешто на што се сеќава во споредба со животот денес. Па еден ден, додека во училиште таа паѓа во кома, добива и мозочен удар и повеќе ништо нема да биде исто во нејзиниот живот. Нема да биде исто ниту во животот на Живко, кој покрај се бори за доброто на своето дете. Одеше во училиште, твојата ќерка, и таму за жал и се случи еден неубав настан. Да, Таа тогаш дознавте и дека е болна. болна. Што и се случи? Па мозечен удар. И се јави ова павнина на мајка ми. Ми сме на болница. Ја и мајка ми други ден појдевме, ни познаваше ни мама и татко. Не ме познаваш. Не познаваше, овој не ми е татко. Што се случило, Ани, кога излегла од дома сама и не знаела да се врати? Ќерката. И се случи, баравме полиција. Со полиција ја баравте. Полиција. А каде е била таа? Каде заминала? Заминала во Бутел. И донесе полицијата Кога повторно ти се врати свеста, татко ти ми кажа дека не си ги познавала блиските. Па мојот татко не го познава, што не можев свеста да ја куцелодмирам. Па после му отидов сама во 8 септември. Зошто отиде таму? Ме болеше многу главата. Те примија таму докторите? Ме примија и викам докторке, дај преметеме до 8 септември. И реков да лежам неколку дена. И чичко ми Стевко и татко ме бараа со полиција. Во оваа куќа колку луѓе живеете? Тија Боги и Никола. И Тој ти е браточет? братовите ми. И негов син? Син. Работи ли телевизорот? Работите, но ама слика нема. Нема слика. Слика има, ама црно луѓе има. Малку пари и не сасуват ништо. Ни треба да платам струја, треба вода да платам. Ѓубре треба да платам. Па ќерката без така седиме, без јадење. Како поминува денот без јадење? Ако никој дајте, ако не, седиме без јадење. Чекате некој да се смилува да ви донесе јадење? Но не ли ви е жал? Дете ви е? Да го гледате гладно? Жал ми е. Пиеш апчиња многу и веројатно и ти се јаде. Да. А што купувате од продавница со тие малку пари што ги имате? Па салама, вришли. Ручек правиш ли или? Не можам, ја не сум способна да ми се врти паметот, ќе паднам у кома. И барате тато ми се јадат. Ја никај немам пари да платам. Потенцијално да ми е доđено. И ни помош, ни имам ни ништо. Што најчесто ви бара Елизабета? Јадење за облека, ова све. А што јадење? А салама, супичка да свариме.
Кромпир не треба да се земе, нема. А нема още да те плата. Немате ниту за супа, ниту за кумпир. Ни кромпир нема. Едва само Едва и. А сега запишуваме со лебот, што јадете друго? суво, Суп леб. сув хлеб. Ти побарала? Плаче, татко. Не може така. Иде секој така. Зошто се расплакавте Живко? Овде паднав однаш во кома и не ме виде никој. Само чичко ми Драган што ме виде од прозор. И Драгана, браточетка ми. И кога паднав во кома, Драгана сестра ми се исплаши и Драган дојде тука да ме дигне, да ме крене во креветот. Ја отрчав ниједно време, во 600 ми се стемни у болница во државна. И нема ме платили болницата, прегледот. Со не изабевте? Со не знаме. Колку месечно давате запчиња? Па 60.000. И инекциите 80 динара даваме. Па ако го попушите, тета каката. Напиши тамо ливче, сте платите. Земате на вересија и лекови? На вересија. И лепе за вересија имаме. Ако дај, ако не, така се трпиме. Нели на овие години ви е незгодно кога одите во предавници да се молите за една лепча? Се лепче, и молам Бојан да запишете тетрадката, не платам. Заборам сам. Мајка ми, ова сестерка ми, кома беше. Никој не ме помага никога дека. Ни Чичко, ни братуче, никој. Мумине нема никој овдека. Треба се одновите куќава. Вратиме да се одновате, не ме студит мене. Креденчево однови, ова други. Ова е сигурно старо колку што си и ти. Старо. Очокот ми лечените. И течет. Би бил најсреќен кога би имал Да. малку повеќе финанси да ти се санираат собите што ти ги користиш. И се користам собите, ма никој не помагат. Ниједен способни луѓе. Верувам дека денес способните луѓе кои што се и хумани луѓе ќе ги допрат твојата сторија и дека ќе ти помогнат во иднина. Би сакала да се омажам, да се усреќам. И татко ми ќе го земам со мене. Не би го оставила сам. Не го оставила сам. Зашто татко ми тој ме храни, ме дава да јадам, А нема доволно ни за себе, ни за тебе. нема доволно и за и мене и за татко ми. Би сакала ли да видиш куќава направена? Би сакала да ја видам направена куќава. Јас верувам дека ќе имате среќа да ги направите дедовите, да залечат на вистински дом и да ти се исполнат сите желби. Не мислете дека добрите луѓе се слабаци. За мене тие се јунаци. Тоа се луѓе на кои им е дојдено убав збор, искрен поздрав, цврста рака. Нив не им е важно дали некој ќе им возврати со добро или не. Тие не се менуваат како дува ветерот. Тоа се луѓе на кои можеш да се подпреш. Тоа се пријатели кои најдобро се гледаат во мрачните денови, кога и сите да не напуштат, тие остануваат со нас. Една стара поговорка вели дека се додека вредноста на она што го имаме и богатството кое што го имаме го вреднуваме во пари, тогаш нема да бидеме среќни. Јас знам дека ќе бидеме многу повеќе среќни ако видиме дека и други семејства живеат среќно благодарение на нас. На нас е редот. Двете семејства го ставија денес срцето на дланка и чекаат помош од народот, чекаат помош од нас, да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се.